Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Одблиску сон на телевизија Мега. Денешното издание на емисијата го реализираме од перикерницата во Битолскиот народен театар, место кое многумина малку луѓе го познаваат, бидејќи големиот број на луѓе го гледаат онај готов производ на сцената, но се разбира за сето тоа да изгледа така прекрасно позади таа актерска екипа, уствари стои еден навистина голем тим, а меѓу нив во секој случај е фризерот и перикерот. Подетално за оваа работа, за оваа перикирница, за сето она што се случува тука во Битолскиот народен театар, во денешното издание на емисијата Одблиску со ќе поразговараме со госпоѓата Дилбера Атанасовска, која што повеќе од 35 години е присутна во оваа област и покрај тоа нели што е пензионирана, сепак се уште работи на представи хонорарно. Од друга страна, тука го имаме Сашо Мартиновски, навистина интересен спој, но малку подетално ќе поразговараме за сето тоа. Здраво и добре дојдовте во мојата емисија пред се. Здраво. Како што кажавме во самата најава, се наоѓаме во перикерницата во Битолскиот народен театар. Ете, господја Дилбере, аз би сакала да започнам со вас на самиот почеток, подетално да ги запознаеме нашите гледачи што е тоа перикерницата, што е она што се случува токму тука во овие простори во Битолскиот народен театар. Ова е и фризерница, и перикерница, шминкерница. Значи, глумците пред 1 сат, сат и пол, доаѓаат овде да се спремат, да се нашминкат, да си ги направат фризурите, зависи од представата, значи перики, мустеки, бради, се што е потребно, прво тука, после излегуваат од тука, се облекуваат, пред сат и пол тука се, обавезно, значи. Така, во секој случај не е сепак само тоа пред представата да дојдат 1 час токму тука во перикерницата да се нашминкаат или да ја направите соодветната фризура, нели е потребно подолго време припремање во зависност нели од самата представа. Ете, колку време обично е потребно за да се направи оној конечен изглед кога актерот ќе излезе на сцена. Мислам, нели тука, како што спомнавте, периката, мустаките, самото осмислување како сето тоа ќе изгледа кога актерот ќе глуми потребната улога. Значи, сето тоа се спрема 1 месец. Тие почнуваат со проби, доаѓа режисерот, тие имат проби, режисерот си оди кај костимографи, ете и тука ќе дојди, ни дава задача. Значи, ја дава задачата за представата, за глумците, за кој што треба, за некој фризура, за некој шминка, значи, било која улога, која улога ја игра, да речеме. Треба брада, треба мустак. Значи, ако ти дај за задача брада, мустак, тогаш мораш пред време да си се спремиш овде да се изработи таа брада, тој мустак. Тоа е перикерница. Колку време ете од прилика е потребно да се изработи една брада или еден мустак? Зависи од мајсторот. Така, вие како долгогодишен мајстор, повеќе од 35 години? 36 години, 2 во стариот театар, 38. Значи, еден мустак, седнувам 20 минути. Само за 20 минути ви го изработиле, браво. Значи, седнуваш, ама не стануваш. Нема. Се работи со чиста коса. Ете, тука, значи, може да се покажи. Така, во секој случај ќе им го доловиме и тоа на нашите гледачи. Брадата сака поќе време. А периката, веќе тоа се знае дека е многу тешко и дека многу време.
Така да, значи, изработувате прво сите тука се ти- изработуваат Така. сите тие плетенки, бради, мустаки, сето тоа јас го изработувам. Го изработувате од природна коса, Чиста така? природна коса, да. Еве, например, ако еден мустак ви одзема 20 на минути, колку време ви е потребно за една перика да изработите со средна должина од прилика? За една перика сигурно едно 15 дена. Затоа што не е само нанесување на косата. Треба прво монтажата, на таа перика монтажата, мерката на главата, да речеме, на кој што треба да се направи. Таа е многу одзема време. После е лесно нанесувањето на косата со игличка и така. Така, во секој Таа случај, е потешка. искуството си го прави Да, своето. да. Верувам дека на почетокот, кога сте почнале, ви требало многу подолго време отколку ова што сега Да. го правите, но во секој случај искуството си го прави. Искуството, ама мислам дека уште од почеток значи се виде дека можем многу брзо работи. Значи го имавте сепак тој талент во го вас. го имам. Само излезе на виделина. Да. Браво, на вистина. Кажав дека заедно во емисијата и Сашо Мартиновски, еден на вистина интересен спој помеѓу вас двајцата. Ете, бидејќи вие веќе сте под пензија, фактички Сашо е вашиот наследник. Сашо е мојот спој, да речеме. Со него сме се сретнале случајно, ама И се заљубив. убаво. Така, кога беше таа прва средба помеѓу вас, се Па сеќавате? кратко време е сега. Смеам јас сега? Да, Сашо, добре дојде и ти во мојата Добро ме емисија. најдо. Па нашата средба е многу интересна, трае неколку месеци, онака интензивно, Да. неколку месеци, почетокот на летото, ајде да кажем, многу по случајно беше. Така, извини што ќе те прекинам, бидејќи кажа пред неколку месеци претходно не сте имале можност да соработувате Не, или да не, се сретнете? Не. Не. На вистина интересно. На мојот Facebook профил беше поставена една фризура која што ја работев и таа бенди са мојата фризура и само стави тој фамозен лайк. И така отпочна нашата комуникација, мислам она поактивно. И се сретнавме, пиевме кафе и потоа и рекапитулирав некои работи од моето детство па наваму, како ни се сите тие години, јас и таа сме наидувале еден на друг, за да подоцна ни се обнови таа сама меморија. И така започна тоа, и кога се до моментот додека препознавање на стиловите помеѓу мене и незе, сакање на исти работи, сакање дури исти работи, Исто зборуваме, мислење. исто мислиме. И тоа ни беше многу интересен момент, не само нас двајцата, него и на сите тука, на самите актери, на самата екипа, што постојано не гледа. Така, ти Сашо веќе неколку месеци си дел од Битолскиот народен театар, соработувате заедно, му го пренесувате вашето долгогодишно Сигурно. искуство на Во Сашо. моментов се учам да хеклам мустаци. Така? Да книфам. Ич не ми оди, ама си дадов збор и си ветив дека во ноември за мојот одмор кој ќе го користам, дефинитивно ќе морам да си ја совршам и таа техника. Тој Прв ги пат се прави сретнувам. фризурите. Убаво. Шминка. Исто убаво. Меѓутоа, фризер, шминкер, перикер. Така. Самура и третото. И затоа и Нема. оваа тука кукла и нанезе нек ми си Мора да пробувавме почне. некои работи. Така, имаш пробано брада или перика или сега И засега јас, почнува со истите мустакот? овие мустаки и истите овие бради, јас ги правам на еден поинаков начин, на начин на кој што е време. Значи јас ги работам со латекс техника, што е сосема спротивно од ова што се работи. Значи овој истиот мустак може да се користи поќе пати, додека мојот изработен мустак за одреден филм ете конкретно, или за некаква представа, или доколку би било тоа само една представа, тоа после се растури веќе го нема. Додека ова е производ кој ќе го извадиш, веќе тој трае. Значи години можеш да го користиш истиот. Тоа е Така. разликата. Со оглед на тоа, Сашо, што ти долги години си во оваа област, долги години работиш како стилист, нели тука е шминката, тука е фризурата, си учествува во многу филмови. Она што ме интересира, како се снајде во целата оваа работа како дел од театарот,
Каков е пред се предизвикот за тебе? Вака, ќе ти кажам една работа за мене. Мојот почеток или првата моја средба со театарот беше точно на 6 години. По кривица на мојот татко ме носи на театарска представа, тогаш на Калугерички тишини, со Сузана Киранџиска, Борис Чорески, Милчин Илија и така. Јас задивен од целата таа сцена, од целиот тој амбиент, од тие фризури, од сето тоа, дури и парфемот на Чорески, нек ми таа работа ја разбрзавме со Чоре, останав во театарот да бидам. Од самата 6-та година, како понатаму растев, јас нонстоп бев присутен во театарот. Суптилно учев цело време од Дилбера, цело време ги пратев незините фризури, цело време ги пратев незините шминки, маските кои што се појавуваат на сцена, и то сето ме земаше уште поиќе и поиќе ме воздигнуваше кон сето тоа и ми даваше поголем елан да работам. Дури тоа со Дилбера го разговаравме, незени и се веруваше, представи кои што се играле пред 20 години, јас до детали ги опишував, фризурите кои што таму ги правела, имало шминки и костимографијата и сите тие работи. Овде во ова шминкерница сум идел многу почесто порано, плюс уште еден почеток кој што тесно ме поврзва со театарот, тоа беше трето одделение кога бев со Лина Чореска, игравме заедно една представа, незината мајка ни беше режисер во тоа време во Работнички универзитет. Подоцна влегов во основањето на Сулза и смеа како аматери. Значи почнавме нашата прва представа Long Play беше тогаш, која се играше. И така да јас сум цело време присутен на некој начин во овој театар, или во публика сум бил, или сум бил на сцена, или сум бил некако тука. А овде конкретно во ова шминкерница, овие последните неколку месеци ми е како откровение некој. Тука се чувствувам како Алиса во земјата на чудата. Која фиока да си ја отворам, знаеш, си ги вадам со ништата, си го вадам детството, си ги вадам грим палетите сенки, си вадам перики, си вадам плетенки, си вадам сето она што било на сцена, сето она што дишело, сето она што Дилбера му давала живот и го потребувала на самите актери. Така да тука сум, можам да кажам дека се чувствувам како дома. И ова е мој дом. Како што велам јас. Значи, ова е театарот е мој втор дом. Во секој случај актерите се вашите Актерите ми се моја фамилија. семејство. А сегашните актери, најмладите се сите моите деца. Сите ме нарекуваат со мајка. Да. Мама. На вистина одлична приказна Сашо, што ете уште од мали нозе, како што кажа, со многу работи си поврзан со театарот и што конечно ете таа желба што верувам дека долги години тлеела во тебе, да бидеш дел од оваа институција, конечно ти се исполни. Кога веќе сме кај тие почетоци, госпоѓа Дилбера би сакала да ве навратам и вас на самите почетоци, пред да започнете да бидете перикер и фризер, имавте ваш собствен приватен дуќан. Кога се одлучивте дека ќе продолжите со вашата работа, токму тука во Битолскиот театар? Токму. Се поврзано со Битолскиот театар. Јас бев, сопруг ми беше, сопругот мислам, работен тука, реквизитер, пиротехничар. И јас доаѓав в театар. Го имав фризерскиот салон, ама јас доаѓав в театар. И мајсторот кој што работеше тука пред мене, тој беше голем перикер. И велеше дека добро е ти да бидиш тука, да дојдиш, добра фризерка си све, ама мораш да научиш и перикерство. Еден ден доаѓам, почнувам со мустеки, одма Историјата се повторува. Одма почнав со мустеки. Мислам, сепак женско е женско. Со иглата работиш и тераш. Мислам, нема враќање назад. Додека машкото е малку поинаку. Работев 2 години. Од 78 до 82 години. И учев занет и представи навечер водев тука во театарот
и дуќан. Значи, од 7 до 10 навечер. Али морав да го научам перикерскиот занет. Прво беа мустеки, после бради, па перика. Не беше лесно, навистина, ама мислам дека ми одеше тоа. После тоа кога дојдовме овде во домот и веќе се вработив. Дуќанот се затвори. Значи, сепак поврзаноста е мојот сопруг со театарот. Луѓето, поради него јас се движев во театарот нормално. Луѓето сите познати, старите глумци. Значи, 80-та година мајсторот си отиде пензија, јас останав сама. До ден денес сите функции, дали тоа фризура или шминка, изработка на мустеки, бради, све сама. Фризурите ги правев кај глумците, меѓутоа тие си се научија да се шминкат, кај што некој глумец не можеше. Обично машките. Тогаш, значи, јас ке го нашминкав, инаку глумиците добро се шминкат, а фризурите јас. Значи, за 1 сат или сат и пол треба да биде све готово. Нема мрдање. Мислам, многу треба брзина. Тоа сакам да го кажам. Ете го нашиот спој. Значи, Сашо е она што навистина ја бендисвам работата негова и можам да кажам дека е како мене. Брз. Фризурите, начинот на прави. Имавме ние тука неколку, ама некако не им се допадна, дали не може да работат едноставно. Утре имаме представа, сабота има, немаме тогаш слободни денови, не им се допадна работното време, не можеа да прат мустеки, не можеа фризури, било кој, меѓутоа, кај Сашо тука иди, фризурите се она што јас навистина му бендисвам. Брзината, снаодлив, све. Ете, да речем све. Сашо, навистина имате одлична чест и можност пред се да учите од госпоѓа Дилбера, која што е прекрасна навистина во својата работа, пред се да ви го пренесува тоа богато, долгогодишно искуство кое што го има. Јас сум првиот што чекнал вкуса. Ете интересен податок. Јас сум првиот што чекнал вкуса, што ми дозволила да ја чекнам вкуса. До сега моите фризури, јас од тога знам за себе. Така, она што ме интересира, колку госпоѓа Дилбера е строга спрема вас во однос на занаетот, што ви го пренесува? Знае да биде строга, а од друга страна, како гледа дека се снаоѓам со сите тие работи, полека си смекнува. А иначе, пред мене дефинитивно, мислам, ние си имаме наши интимни мајтап и такви некои работи, дефинитивно имаме... Така, тие се составен дел од работата ни. Имаме еден авторитет, значи та ми е авторитет мене и јас, мене тоа многу ми значи да учам и да гледам некои работи од незот и иако после 19 годишно моје искуство со коси и со шминка, јас навистина сватив и разбрав дека многу работи ми фалат во однос на техника, во однос на некои работи кои што тука се прават, кои што јас претходно не сум ги правил. Примерно, начинот, примерно, обликување на влакното, самата вештина на тапирање и сето тоа. Надвор од театарот јас се соочвам со една друга техника кај што сето тоа не можам да го покажам за во јавноста. А тука веќе, тука работам во 30-тите се наоѓам, тука се наоѓам во 20-тите, во 70-тите, 80-тите, значи самата представа ти прави едно времеплов на фризури, на костими, на сето тоа и тие стилови мораш да ги разбираш, тие стилови мораш да ги правиш и сето тоа тука го увидов каде мене ми
кај се моите недостатоци и сето тоа почнувам веќе да го правам и да го градам. Така да, оне што вика дека знам, никој не знае. Не е возможно да се знаат работи. Човек дури дефинитивно дури е жив, има што да учи. Јас учам и секој ден ми е учење, секој ден сретнувам нешто ново. Секој представа ми покажува на нешто ново, ми укажува. Така, Дилбера ми е извор на знаење. И меѓусебно правиме размена на техники, размена на искуства, размена тие работи, затоа стануваме успешни. Нешто ќе направиме како постои максимално надополнување помеѓу нас. А и двата знаеме и да се сконтраме и да направиме нештото, ма на крајот производот кој ќе го видиме и двата, производот е тој. Така, тоа е нели најбитно кога крајното ќе излези. Иако живееме во 21-виот век, нели со како што кажа Сашо и ти со текот на представите се враќаме и неколку века назад. Ете колку за тоа е потребно да се има едукација или не знам нешто слично од каде идејата за самата фризура, за самата шминка. И она што ме интересира, нели режисерот е тој кој што ја осмислува самата представа. Верувам доаѓа тука, се советувате заедно, но колку ете вие ја имате таа слобода да му давате своји совети како би требало да биде шминката или каква фризура би требало да има еден актер. Режисерот и костимографот е тука. Значи, прашање кога е за фризурата. Тој према костимот, ние према костимот мораме да знаеме каква е фризурата. Значи, ако е костимот од тој век, мора и фризурата да биде. Сега, нормално дека се интересираш, знаеш, од се, а и фантазијата. Фантазијата е многу битна за фризурата. Фантазијата е многу битна. Понекогаш ќе речем, ќе застанам до глата и ќе речем, па не знам шо, ама кој ќе почнат рацете да работат и се ти иди од глата и тогаш. А инаку ќе речеш, па не знам која фризура да ја направам, ќе видам. И тогаш фантазијата проработва, рацете работат. Тоа е нашиот занет, е само фантазија, машта. Се разбира дека треба да видиш нормално се, али сепак треба да работи умот. Јас мислам, Сашо, дека и кај тебе не е проблем фантазијата, со оглед на тоа што веќе неколку месеци соработуваме, јас сум препуштена на тебе, секогаш сум во твоите раце, оставам ти да се погрижи за мојот изглед и да го смислиш тоа и да го реализираш онака како што ти го имаш, така да секоја чест и за тебе, затоа верувам дека истата фантазија ја применуваш и тука кога се работи за... Имаме, јас и Дилбера сме баш онака маштари што викаме. Цели сме онака, значи гледаме коси и цели сме онака пловиме горе. Нас не нема, не сме тука. И почнуваме да го работиме, излегва делото и тоа е тоа. Мислам, луѓето кои ќе го видат, го препознаваат и викат да. Многу сме слични со правењето на фризури. Јас кога ќе видам него нешто што направил и ќе речем баш така сакав, баш така мислев да речеме. И таа фризура ја бендисвам, добро е. Сега ќе си продолжи со праење на мустаки, тогаш можда малце ќе го порацете. Така, значи, навистина премногу интересен спој меѓу вас. Ете кога вела дека Фејсбук ги сближува луѓето, навистина испадна така и помеѓу вас, бидејќи еден лајк на фотографијата негова. Ние си се знаевме, ама се заборавме и се губевме самото време. Значи, ние одамна сме се запознале со Дилбера, одамна јас и со сопругот нејзин ни поможувал околу представите и такви работи. Тој секогаш ми викаше, ти не си за глумец, ти си за кај Дилбера моја. Тој муабет на го ценим, никогаш да му го заборам. Ние се знаевме, само јас како средно заминав за Крушево, понатаму фатив по други патишта и така некако долги беа периодите на
наше сретнување. Сега беше тој момент како наново да сме се запознале, откривајќи го таа мојот свет, додека за мене незиниот свет ми беше познат. Во секој случај. Во минале години, така, многу години. Така, но во секој случај ете Тоа е животот убаво ви како ги чувство, знаеш, кога некој ќе ти крсти се појави, ќе патиштата. те подсети, ќе ти направи една добра рекапитулација онака на времето и кога ќе ти кажи и кога ќе сватиш дека навистина ти го вреднувало она што ти си го стварала, што си го правил. Тој беше мојот случај со неа. Така, и сега би сакала да позборуваме малку за вашата работа. Вие кажавте дека актерот кога доаѓа тука, час пред час и половина пред представата, прво доаѓа тука, па после нели оди во својата гримјорна. Она што ме интересира, иако во минатото ете женските повеќе сме се шминкале, можеби машките помалку, верувам ситуацијата дека сега е променета. Колку ете треба секоја личност, без разлика дали е машко или женско, да биде нашминкана на самата сцена? Што е добро прашање. Сега сите се шминкат. Значи, машките сите, затоа што сепак друго е ликот, мислам, само на измиен, па да излези на сцена, а друго е кога ќе стави еден основен тен, било, мислам, косата со малку гел, малку лак, да се исчешла веќе друг е. Така да сега сите машки се шминкат и тука е малку проблемот, што се ствара гужва, женските фризури, женските шминкања, Сашо е тука, кај машките сите. И сега малку некакво леснување му е. И се осеќат како така, вели, една глумица ме швели некни тука. Вели, колку бо се осеќам кога некој ќе ме шминка, јас госпожа, права глумица нормално. Па не можам да стигнам. А ви помагаат ли самите актери ете во шминка или во фризура, знаат ли да ви поможат? Не. Мислам, тие помагат. Може да си помогнат да се шминкат. Апсолутно се шминка. Лина Чоревска комплетно, многу баво се шминка. Маја многу баво се шминка, да не ги... Мислам, сите се шминкаја. Така. Сите се шминкаја заради тоа што... заради тоа што јас мора фризури. Тие тука ќе дојдат 7-8 женски. Кога за еден сат? И тоа е добро што јас фризурите за еден сат 5, 6, 7 женски, значи многу е, многу брзински. И нема шанса за шминка. Тие си се шминкаја убаво. Убаво сите. И Јулијана Мирчевска, мислам... Да. Значи, Сашо ти ги научи на поразличен третман. А сега тие малце... Па сега наликува ова гримјорна она што треба да биде. Значи, добро сме поделени со Дилбера, едно што ќе фатам што шминка, кога во меѓувреме завршам, а поприлично сме брзи во целата таа работа. Значи, еден актер ми требаат некои си 3 до 4 минути за шминка. Тоа е релативно брзо, одма преминувам на коса, па преминувам на друга шминка и така. Супер функционираме како тим и ова дефинитивно требаше да биде вака. И плюс, театарот не е театар ако нема шминка и ако нема фризура. Така е, се согласувам потполно. Од вашето долгогодишно искуство, голем број на представи позади вас, која е она представа која што била најголем предизвик, односно шминка или фризура кои што сте ги работеле вие? За мене се сите представи предизвик. Меѓутоа секогаш ќе кажам. Една представа морам да издвојам и секогаш ќе ја издвојам. Свирачот на покривот. Морам. Таа беше преубава представа. Исто не можам да ги одвојам. Парите се отепувачка. Значи, свирачот на покривот има нешто друго. Парите се отепувачка има нешто сосема друго. Во свирачот имав 30 бради, 30 мустеки, то беа
рабините со зулуфите, требаше да ги направам сите. Пак ке спомнам дека тогаш, значи, никој не те прашва што имаш дома, како ти е дома, мораш да седиш тука да работиш. Так, мора да се Мажот ми заврши беше болен. работата. Крајот на неговиот живот беше тогаш. 30 бради не беа малку и мустеки, значи ги направив за Охридско лето. Отидовме на Охридско лето, мажот ми го оставив тука. Сакам да кажам која е нашата работа. Дека Пожртвуваност, значи нели, пожртвуваност, оставаш се дома, работиш да тука. сработиш. Отидовме на Охридско лето, него го оставив дома, никој дома. Децата мажени, женети, све на своја страна нормално. И таму бевме неколку дена. Кога се вратив назад, веќе го имавме одморот. За жал, одморот го искористив за друго, тој почина. Сега, да се вратиме на парите се отепувачка. И тая представа имаше, така, представа убава со групата Љубојна, значи тие Верче пееја. Маски имаше, Габи и Ѓорги Олевски имаја маски. Имаше доста работа, али таа беше убава представа што светот го поминавме пак. Ја видовме Америка, Канада, мислам, цела Франција, Русија неколку пати, секаде. И што е најважно, кај што отидовме, се доби награда. Така, тоа е нели предност И уштедна тоа е, во оваа работа. Кај што отидовме и награда. Награда, значи, не знам, преубава представа и затоа ја сакам. И представата ја сакав, ама и таа представа светот ни го покаже, што да кажа. Навистина секоја чест за вас Значи, и големи честитките и покрај се нели сте се жртвувале, Да, навистина да, сте да. посветени на вашата работа и се гледа со колкава голема љубов зборувате, но од друга страна се гледа со колкава голема љубов ја работите оваа работа. Па се гледа, јас не ми се излегва тука, не знам до кога ќе работам. Само здравието Да, служи, само здрави, иначе, живи. Тоа е најбитно. Сашо, вие со оглед на тоа што неколку месеци сте тука во Битолскиот народен театар, ете, овие месеци ја имавме премиерата на Кралски игри, пред скоро време беше нели премиерата и учеството на Охридско лето со представата Бар Ремарк. Која е представа од тие неколку беше така поголем предизвик за тебе? Исто и мене сите представи ми се предизвици. Нема кај мене помала представа или поголема представа. Секоја представа ти е една голема одговорност. Секоја премиера и секоја наредна реприза мора да биде премиера. Максимално жртвување, максимална работа и максимален вложен труд и давање како за премиерата, така и за секоја реприза. Дали се 20 актери или се 15 актери, ти мораш да бидеш присутен и ти мораш да направиш до совршенство да биде. Исто ми е секоја представа предизвик, но постојат представи кои што ни самото време му е, како јас сум растел тука, оставале како трак некој во мене, кој што представи би ги паметел. Не сум ги работил, сум бил во публика. Тоа била Љубомора и љубов. Тоа била Домот на Бернарда Алба. Калуѓеричките што ми веќе ја спомнав, таа е Мајсторот и Маргарита. Тие представи правеле кај мене посебни состојби, посебни моменти и така. А Бар Ремарк ми е, можам да кажам, најомиленото и ми е официјално да речам како и моја премиера. И таа си ја имам како прва сега да речам во, хајде да кажам, во моето досие. Јас на вистина уживав во ваше друштво. Ви благодарам за сите овие работи што ги споделивте со мене и со нашите гледачи. Пред се ви благодарам за можноста да влезам токму тука во оваа магична соба. Ке ви посакам уште
многу успех во иднина, многу убави работи да се случуваат. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Тука е крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас верувам дека со денешните мои гости успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Довидување.